Орел е еден за мене многу убав град кој што е типично руски, а не е толку голем како останатите, например како Москва и така натаму. И кога ќе дојдете на самата железничка станица, кога ќе се симнете, ќе ве пречека оваа скулптура, скулптура на еден орел, огромен, кој што топло ќе ве поздрави. Покрај старите градби, старите улици, мостови, Орел е уште многу познат и по тоа што тука се наоѓа едно место кое што се вика Стрелка, гледате како стрелка, каде што помалата река се соединуваат, да кажеме, реката Орлик со реката Ока, односно реката Орлик, која што е помала, се влива во реката Ока. За да имате представа како изгледа овој град и дека е навистина убав, голем и вреди да се зборува за него, ќе погледнеме едно кратко видео.
Ето така, имавте можност да видите краток фрагмент за тоа како изгледа градот Орел. Уште сакам да кажам дека градот Орел не е типичен провинцијски град. Градот Орел, освен што има долга историја сам како град, тој исто така бил и град на интелигенцијата, таму се родени многу научници, писатели, сликари и така натаму. За дел од нив ќе зборуваме вечерва, но ќе зборуваме и за писатели кои што престојувале таму. Најпрво ќе почнам со музејот на Иван Сергеевич Тургенев во Орел, кој што е еден од најстарите музеи во Русија. Инаку да напоменам дека има повеќе музеи на Тургенев, еден од нив се наоѓа во Москва, другиот е во Спаска Лутовинова, така што работите се многу поделени. Овој музеј за кој што денес ќе зборуваме е типично меморијален. Неговото отворање се совпаднало со граѓанската војна во Русија, но револуцијата не го одложила 100-годишниот јубилеј, па така на 24 ноември 1918 година во Орел на улицата Садоваја, во куќата со број 10, која припаѓала на една далечна роднина и наследничка на писателот, се одржало свеченото отворање. За прв директор бил назначен еден виден човек, Михаил Португалов, под чие раководство музејот во првите години од отварањето се занимавал со обемна научна и колекционерска работа. Знаете дека отворање музеј не е толку едноставно, особено во тој период по револуцијата, по Октомвриската револуција во 18-та година. Веќе во првите години од постоењето тука почнува да работи Тургеневското друштво, што е многу значајно, во кое учество зеле најдобрите представници на интелигенцијата во Орел, а тоа било од голема помош за добивање на експонати. За време на Втората светска војна, по некако чудо, експонатите се зачувани, најважните реликви биле евакуирани во градот Пенза, каде музеот работел се до ослободувањето на Орел. Наскоро по враќањето во родниот град во февруари 1944 година, музеот ги отворил вратите за посетителите. По 2 години во соседната куќа, во една поранешна дворенска куќа од 19 век, отворена е и литературната експозиција. Во 1976 година меморијалниот мебел на писателот бил пренесен во зданието, обновен е домот на Тургенев во Спаска Лутовинова. Во Орел продолжува да работи литературниот музеј пак на Тургенев, кој во тоа време станува признат центар на изучувањето на творештвото на Тургенев. Во 77-та година во музеот е отворена денешната монографска експозиција Тургенев живот за уметноста. Реликвиите на Тургенев, работите што му припаѓале на семејството на пријателите на писателот, голема галерија портрети на Тургенев и на неговите современици, голем број скулптури, предмети од материјалната култура на 19 век, односно на времето кога живеел писателот, како и богатата меморијална библиотека на Тургенев се основата на оваа експозиција, чија цел е да биде олицетворение на писателот, кој што бил влюбеник во убавината, човек кој имал една уникатна ерудиција, се интересирал за многу работи, кој бил неуморен колекционер на духовните, но и преку своите дела
и на културните традиции, не само во Русија, туку и на Европа. Современиците негови го нарекувале еден од најдобрите херои на руската литература, односно, ако сакаме точно да се изразиме со нивните зборови, најпрекрасните херои на руската литература. Привлегувањето, значи повторно зборуваме, ова е меморијален музеј, има голем број портрети и голем број слики, голем број документи кои што се представени. Она што е многу интересно е што ова е практично еден од ретките музеи во кои што не можете да поминете без водич. Постојат неколку интересни приказни, значи како да кажеме, имате една целокупна приказна за Тургенев каде што ви се раскажува се, и таа трае апсолутно долго. Јас ја имав посетено токму таква екскурзија и трае некои си 2,5 часа, така што ако одите, вреди да вложите време во една таква екскурзија целосна. Потоа имате дел екскурзија која што посветена на творештвото на Тургенев, друга екскурзија која што е посветена на неговиот живот. Посебно интересна е екскурзијата за неговиот љубовен живот. Како што гледате, голем колекционер, еве дел од таа приказна за неговиот љубовен живот. Бил голем колекционер на слики, многу сакал, слично со уште еден друг писател кој што ќе ни биде следен. Еве го неговиот познат портрет во средината. Гледате документи, слики, фотографии, една од работните маси негови. Ова што пред вас го гледате, тоа е тогата и шапката на Тургенев како почесен професор на Оксфордскиот универзитет. Во тие времења, како што може да предпоставите, не било како денес да врските да се такви големи, значи навистина требало да биде човек голем ерудит, за да може од една голема далечина да има толкава влијание за да стане професор на Оксфордскиот универзитет. Една битова сцена како изгледал неговиот дом, повторно документи, слики, фотографии, многу убав и многу светл музеј, морам да ви кажам, особено ако убаво времето, и со многу убава сала за приредби. Кога ќе излезете, ова сум јас, кога бев млад и убав, сега само убав останав. Малку подолу се наоѓа, гледате бистата на Тургенев, Ариол на мој родној город. И ако продолжите малку понатаму, ова се уште две слики, извинете што сум на нив, но сакам да ви покажам овие две слики, затоа што ова е она дворјанско гнездо. Ова е тоа место кое го опишува Тургенев во својот роман. Се е останато како во тоа време зачувано, ова е заштитена територија, па дури може да се види и летниковецот кој често се споменува таму. Навистина многу убав музеј и убаво е да се продолжи екскурзијата по тие 2,5 часа во музејот, убаво е да се продолжи екскурзијата токму на ова место, за да се почувствува целата енергија на Тургенев. Во принцип, оваа наша денешна екскурзија е проширена
со уште двајца писатели заради следниот наш писател, тоа е Николај Симеоновиќ Лесков. Николај Лесков е малку или воопшто не е познат на македонската публика, поради тоа што воопшто не е преведен на македонски јазик, и тоа е навистина, морам да кажам дека многу ми е жал што луѓето во Македонија немаат можност да го прочитаат да ги читаат делата на овој гениален писател. Тој своите раскази, значи роден е на 16 февруари, што би се рекло во вторникот во 1831 година, значи јубилеј 190 години. Своите први раскази почнува да ги печати во весниците и списанијата во 1859 година, многу рано. Во 64 година излегува неговиот прв роман Никуда, односно Никаде, а во 70-та година На нож. Неговото најдобро и најпознато дело е повеста Леди Макбет од Сенската околија. И како куриозитет на целото ова, по ослободувањето, според оваа новела снимано и филм во југословенско-полска копродукција, црно-бел филм, кој што се вика Сибирската леди Макбет, каде како режисер се јавува Анжеј Вајда, значи едно крупно режисерско име, а главните улоги, верували или не, ги толкуваат тогаш млади глумци, кои што повеќе не се со нас, но сите ги знаете, затоа што се доаени на југословенското глумиште. Тоа се Оливера Марковиќ, Љуба Тадиќ и Миодраг Лазаревиќ. Лесков го знаел животот на обичниот народ, го знаел животот на богатиот слој, па затоа можно лесно ги стилизирал своите дела на јазикот од 18-тиот век. Неговите творби се полни со јарки описи, но во исто време се полни, знаете, со една едноставност, со една свартливост. И по тоа Лесков е уникатен. Лесков е еден од најважните писатели во Русија. Неговите дела, иако се сложени, повторно велам, за превод, и за жал затоа и ги немаме кај нас во Македонија, сепак постојат на многу јазици, па читателите и литератите го сместуваат меѓу 10 најзначајни писатели од руската литература. Во принципот, куќата каде што е роден Лесков во селото Гарухове, денеска се останати само фундаментите, но за среќа на фундаментите на основата е оставена стои табличка, односно ознака. Но за среќа е сочувана куќата од детството на Лесков, која што е купил татко му. Тука Лесков живеел кратко време, но доволно за да може да стане музеј од 1831 до 1839 година и бил обкружен со хероите на своите дела. Во музејот се чуваат сеќавањата на неговите семејство и на пријателите, за неговата мајка која се занимавала со ракотворби, кои се зачувани до денешен ден, за неговата баба која била аџица, која ја знаела историјата на сите храмови во епархијата, сите манастирски легенди и тајни. За неговата дадијарка која проживеала речиси 100 години, а од неја се останати разни предмети од домаќинството, што можете и да ги видите. Николај Симеоновиќ Лесков многу сакал да патува. Од неговите предмети се зачувани патната кутија, односно куферот, свекници за пат, како и неговиот нотес. Во Златната сала се представени иконите што писателот ги собирал додека бил жив. Во оваа сала се наоѓа и едно уникатно издание на неговиот роман Ачеролан странник, односно Мегастаниот скитник, кој бил напишан во 1874 година. Тука се наоѓа и првиот портрет на Лесков.
тука тој има 41 година. Уште еден куриозитет, кога го гледате Лесков, јас барем од моја перспектива е убав човек, но тој за себе велел никогаш не сум бил убав, но затоа ме сакаат. Во оваа соба се наоѓа и домашниот театар, каде можеме да го видиме Левучарот, еден од хероите на истоимената новела на Лесков. Следната просторија е наречена Санкт-Петербургскиот кабинет на Николај Лесков. Лесков немал собствена куќа и секогаш изнајмувал живеалиште додека живеел во Санкт-Петербург, па затоа неговите современици и се подбивале со него и го нарекувале бездомен пролетар. Во оваа сала е прикажан неговиот кабинет од последното живеалиште во Санкт-Петербург. Сите предмети што се наоѓаат во оваа просторија се оригинални и му припаѓале на Лесков, вклучувајќи го и тепихот, вклучувајќи ги завесите, но замислете вклучувајќи ги и тапетите, кои што се на зидовите, значи тие се оригинални. Велат дека на неговата влезна врата секогаш стоел надпис на кој било напишано Николај Симеонович Лесков никогаш не е дома, а за пријатели е секогаш тука. Сите слики што се представени на зидот се всушност подароци од неговите пријатели, кои тој многу се дружел со ликовни уметници. Тука има слики од Чешкин, од Репин, од Николај Николаевич Ге и така натаму. Она што е највредно во овој кабинет е колекцијата слики на Лесков. Значи, тој се интересирал, колекцијата книги, тој се интересирал за многу работи, исто така многу ерудиран човек, се однесувал како обичен човек, значи ги сакал животните, чувал кучиња и многу сакал да пие топла чоколада. Тој работел ноќе, секогаш пиел јак црн чај, бил колекционер на статуетки, исто така и на минерали кои ги носел дури од Валан. Исто така многу сакал кутијки. Во колекцијата има кутија во облик на книга, кутија во облик на куферче, резбана кутија црвено дрво. Неговата омилена и највредна кутија е оваа што гледате, која што тој самиот ја смислил, стои на неговата работна маса, таа е во облик на храм, ги гледате скаличките напред, и во неа се ставале джебните часовници кои што ги носел Лесков. Меѓу другите експонати тука е представено и кристално шише за пијалаци од времето на Петар Велики. Лесков, кога сакал да се пофали пред пријателите, од тоа шише налевал пијалак. Она што е највредно е, како што реков, е библиотеката на писателот. Тука секогаш стоел исто така еден надпис на картон во кој што било напишано се освен книгите. Во принцип тој не бил скржав човек, но книги не давал секому, им ги позајмувал само на луѓето за кои знаеле дека ќе му ги вратат. Јас никако да научам оваа работа, па ги давам книгите на сите, на крај не ги добивам назад, неверојатно веќе треба да почнам да се однесувам како Лесков. Во музеот има 11 соби, а 6 се наменети за експозицијата. Исто така има и домашен театар, кој сега е пренаменет во галерија. Во музеот има 700 експонати, од кои 600 се оригинали. Секој од собите представува определен период од животот на писателот. Секој од нив има дури и тапети во различни бои. Еве, како што гледате во собата која е посветена на градот Орел од 19-тиот век, имаме тапети во борда боја, домашна атмосфера, вечерна, интимна, додека тука живеел Лесков, навечер се собирало целото семејство и тука се правеле домашни представи. Но музеот не завршува во зградата на Лесков.
на Лесков му е пресветено едно прекрасно место во центарот на градот, туку се наоѓаат прекрасни скулптури, кои всушност се ликови од неговите дела. Еве можете да ги видите на вистина многу убави, повторно уште едно вам познато лице. Во историскиот центар на градот се наоѓа споменикот на Лесков, кој е поставен во чест на 150 годишнината од раѓањето на писателот, а авторот е познатиот советски скулптор Орехов. Лесков е представен седнат и се чини како секој момент да ќе стане и да ќе ни каже публиката ме сака. Кратко видео за овој музеј. Добро се расприкажав, значи одиме понатаму. На 10 декември 1991 година во Орел беше отворен литературно меморијалниот музеј посветен на животот и на творештвото на големиот руски писател Иван Алексиевич Бунин. Тој е првиот руски писател кој има добиено Нобеловата награда за литература. Дворјанската куќа во која е сместен музејот се наоѓала во делот на градот каде Бунин живеел во Орел и тоа на повеќе адреси. Експозицијата на музејот на Бунин раскажува за драматичноста на судбината на писателот, за неговиот живот во Русија до 20-тите години од минатиот век, потоа за емиграцијата во Франција и дава можност да се проследи неговиот творечки пат од непознат репортер на губернискиот весник Карловски вестник до класичар на руската и на светската литература. Литературната експозиција направена на оригинални материјали, во неја се представени документи од семејната и од литературната архива на Бунин, портрети и фотографии од семејството на Бунин, како и од него самиот, ракописи од делата на писателот, додека тој бил уште жив, писма, изданија кои биле печатени додека тука живеел Бунин, како и мемуари. Во музејот се изложени лични работи на Иван Алексиевич,
Тука е капата со која тој патувал по зимите на истокот. Неговото пенкало, табакерата, машината за пишување, чантата и така натаму. Срцето на овој музеј е реконструираниот кабинет на Бунин во Париз, каде се чува меморијалниот мебел, што во 1973 година го добил од Париз. Тука се работната маса и фотелјата, неговата спална соба, како и многу други оригинални предмети кои му припаѓале на Бунин. Едно кратко видео за овој музеј. Добро, точно на време заврши видеото. И јас од мене толку имав да ви кажувам за уште неколку музеи во Орел, меѓутоа решив да се задржам на овие три. Сега, доколку имате прашања, би сакал дали во чат или можете да кренете рака или да махнете со тоа виртуелното раче и да поставите прашање. Во меѓувреме, јас тука гледам има во чат некој прашање, какви се тие сведоштва во собата за љубовниот живот, јас не забележав ништо. Добро, тоа не се забележува туку така, бидејќи е слика, меѓутоа кога поминува екскурзијата, во неја се објаснува. Дали има некој прашање друго, ве молам?
Добро, доколку немаме прашање, би сакал да му се заблагодарам на доктор Нијами за интересното предавање, да ви се заблагодарам на вас за присуството и да ве поканам да следите на Facebook страната кога ќе имаме повторно предавање. За 2 недели. За 2 недели, да. Не следниот петок ќе направиме една пауза, па потоа ќе имаме, ќе продолжиме потоа. Во ред, ви благодарам и имајте убава вечер. Благодарам, пријатно.